Тензиите во редовите на републиканците за председателот Доналд Трамп се разгореа кога двајца сенатори во еден ден го обвинија дека ја деградира позицијата на Соединетите држави на меѓународната сцена. Според посматрачите ова може да предизвика проблеми во агендата на Трамп при донесувањето закони во Конгресот. Сенаторите Боб Коркер и Джеф Флейк, кои најавија дека нема да се кандидираат за уште еден сенаторски мандат, го нападнаа председателот Трамп на денот што требаше да го покаже партиското единство на републиканците во врска со даночната реформа. Но ручекот со републиканците во Капитол Хил се чини имаше спротивен ефект. Веднаш потоа републиканскиот сенатор од Аризона, Джеф Флейк, најавувајќи дека нема да се кандидира, го критикуваше председателот Трамп со зборови кои ретко се слушаат од говорницата во Сенатот. The notion that one should stay silent as the norms and values that keep America strong are undermined, and as the alliances and agreements that ensure the stability of the entire world are routinely threatened by the level of thought that goes into 140 characters. The notion that we should say or do nothing in the face of such mercurial behavior is ahistoric, and I believe profoundly misguided. Флейкова го изјави неколку часа откако сенаторот Боб Коркер го потресе Вашингтон, велики дека председателот Трамп ја деградирал нацијата со постојани невистини. I don't know why he lowers himself to such a low standard and debases our country in the way that he does, but he does. Изјави Коркер кој порача: остатокот од нас треба да го направиме она што можеме за да действуваме како државници и да се обидеме да ја придвижиме нашата нација во време кога имаме лидер каков што имаме сега, а тоа е секако она што јас ќе се обидам да го направам. Трамп и Коркер веќе неколку недели се во затегнати односи, односно откако републиканецот од Тенеси објави дека нема да се кандидира за нов мандат. Американскиот председател Доналд Трамп им го врати ударот на двајцата сенатори, вообичаено со порака на Твитер, наведувајќи дека тие и онака не би можело да бидат избрани за уште еден мандат без негова поддршка.